Надлежните информираат за два активни шумски пожари денес, едниот во Скопско, другиот во Велешко. Од оганот зафатена е шума на планината Китка, додека пак пожарот во близина на железничката станица во Велес е локализиран и екипите сега работат на целосно гаснење. И во двата случаи станува збор за пожари на речиси непристапен терен и информираат од Центарот за управување со кризи. Екипите стравувале дека пожарот на Китка утрово можело да се прошири, но сепак не постои опасност по околните населени места, бидејќи истиот е под контрола, уверуваат од ЦУК. Според проценка на силите, денеска од Сабајле имало тенденција овој пожар да се шири. Таму има претежно квалитетна сепак шума, букова, и затоа повеќе внимание е насочено кон тој пожар. Барано е од двете општини, од Зелениково и Студеничани, според информациите што имаме интервенција на хеликоптер, но до утре поручек не би можело да се интервенира заради технички причини. Во Велес ситуацијата денес е посмирена. Ветрот синоќа го разгоре шумскиот пожар и гореа околу 200 хектари трева и нискостеблеста шума. На терен делувала екипа од шумското стопанство Бабуна, кои заедно со пожарникарите го локализираа огнот. Нема ветришта, него од самата температура што е горено се стварат оние вртулци што нели ги креваат саѓите нагоре нели во воздухот. И затоа остануваме. Значи температурата е нормална. И затоа од 12 до 2 часот е малку пожешко, има температура, затоа и се останува ради безбедносни причини. Инаку пламен нема, нели пожарот е локализиран само со една ликвидација во оние места каде е згуснато и каде што можеби ќе се појават некои ситни жаришта. Велешкиот пожар во изминатите 24 часа представувал опасност за селото Карбуниште со 15 на куќи, но екипите навреме го сосекле кракот од пожарот кој се движел во тој правец.